Пат околу светот за 80 дена. Жил Верн. Филеас Фок и Паспарту се прифаќаат заедно, едниот како господар, другиот како слуга. Во 1872 година, во куќата број 7 на Севил Роу, во Барлингтон Гарденс, куќата во која во 1814 година умрел Шеридан, живееше благородниот господин Филеас Фок, еден од најнеобичните и најзабележливите членови на реформ клубот во Лондон, иако изгледаше дека тој се труди да не стори ништо што би можело да го привлече вниманието. Значи, по еден од најголемите говорници со кои се гордее Англија, дојде Филеас Фок, загадочна личност за која не се знаеше ништо, освен дека беше многу галантен човек и еден од најотмените џентлмени во англиското високо друштво. Велеа дека личи на Бајрон во главата, зашто што се однесува до нозете, немаше што да му се забележи. Но Бајрон, со мустаки и со зулуфи, рамнодушен Бајрон што би можел да живее 1000 години без да остари. Иако сигурно беше англичанец, Филеас Фок можеби не беше лондончанец. Никогаш го немаа видено во берзата, ни во банката, ниту во која и да е деловница во центарот на градот. Ни во пристаништата, ни во доковите на Лондон никогаш не пристигна ни еден брод чиј сопственик би бил Филеас Фок. Тој џентлмен не се појавуваше во ниеден административен одбор. Неговото име никогаш не беше изговорено во некој адвокатски колегиум, ни во Темпл, ни во Линкосин, ни во Грейс Ин. Тој никогаш не водеше судски процес ни во Министерството на правдата, ни пред Кралскиот суд, ни пред Финансискиот суд, ни пред Црковниот суд. Не беше ни индустријалец, ни трговец, ни продавач, ни земјоделец. Не беше член ни на Кралскиот институт на Велика Британија, ни на Лондонскиот институт, ни на Занетчинскиот институт, ни на Раселовиот институт, ни на Западниот литературен институт, ни на Институтот за права, ни на оној институт на Здружените уметности и науки што се наоѓа под директно покровителство на незиното милостиво величество. Најпосле, не му припаѓаше на ниедно од многобројните друштва што го преплавуваат главниот град на Англија, од друштвото на хармоникашите до етномолошкото друштво, основано главно со цел да ги уништува штетните инсекти. Филеас Фок беше член на реформ клубот и тоа е се. На оној што ќе се зачуди поради тоа што еден толку таинствен џентлмен се вбројуваше меѓу членовите на тоа угледно друштво, ќе му одговориме дека беше примен со препораката на господата браќа Беринг, кај кој имаше отворен кредит. Од таму, известниот деловен углед, што се должеше на тоа што неговите чекови беа редовно исплатувани по видување со задолжувањето на неговата неисцрпна тековна сметка. Дали Филеас Фок беше богат? Неоспорно, но ни најдобро известените не можеа да кажат како го стекнал богатството, а господин Фок беше последниот на кого можеше да му се обрати човек за да го дознае тоа. Во секој случај, тој не беше растипник, но ни скржавец, зашто секаде каде што требаше да се дадат пари за нешто благородно, корисно или великодушно, даваше молкома, па дури и анонимно. Општо земено не постоеше понеразговорлив човек од тој џентлмен. Зборуваше колку што можеше помалку и со својата молчаливост изгледаше уште потаинствен. Меѓутоа живееше јавно, но она што го правеше секогаш беше толку математички, исто што незадоволната имагинација на луѓето бараше нешто за тоа. Дали патуваше? Веројатно, зашто никој не ја познаваше подобро од него картата на светот. Не постоеше ниедно толку зафрлено место што тој не го познаваше целосно. Понекогаш, но со малку зборови, кратко и јасно, ги поправаше илјадниците приказни што кружеа низ клубот за загубените или залутаните патници. Укажуваше на она што би можело да биде вистина, а неговите зборови често звучеа како пророштво, бидејќи настанот на крајот секогаш ги оправдуваше. Тоа беше човек кој без друго патувал насекаде, барем во мислите. Меѓутоа, сигурно беше дека веќе многу години Филеас Фок го немаше напуштено Лондон.
Оние што имаат чест да го познаваат малку повеќе од другите, тврдеа дека никој не може да рече дека некогаш го видел на друго место, освен на патот што водеше од неговата куќа право во клубот и по кој минуваше секојдневно. Единствена разонода му беше читањето весници и играњето вист. Во таа игра што се игра молкома, толку соодветна на неговата природа, тој често добиваше, но тие добивки никогаш не влегуваа во неговото кесе и представуваа важна сума во неговиот буџет за доброчинства. Впрочем, тоа треба да се забележи. Господин Фок очигледно играше заради забава, а не за да заработи. За него играта беше битка, борба против некоја тешкотија, но борба без движење, без преместување, без замор, а тоа му одговараше на неговиот карактер. Беше познато дека Филеас Фок нема ни жена ни деца, што може да им се случи и на најчесните луѓе, ни роднини ни пријатели, што е навистина реткост. Филеас Фок живееше сам во својата куќа на Севил Роу, во која не влегуваше никој. За нејзината внатрешност никогаш не се зборуваше. За сите работи му беше доволен само еден слуга. Ручеше и вечераше во клубот, во хронометарски определени часови, секогаш во иста сала, на иста маса, никогаш не ги честеше своите колеги, не покануваше никаков туѓинец. Дома се враќаше само за спиење, точно на полноќ, и никогаш не ги користеше удобните соби што Реформ клубот им ги става на располагање на своите членови. Од 24 часа во својата куќа поминуваше 10, што ги потребуваше или за спиење или за тоалета. Кога се шеташе, тоа го правеше секогаш со равномерни чекори во шарено паркетираното предсобје или на тркалезната галерија, над која се заокружуваше едно кубе со сини окна што го потпираа 20 јонски столба од црвен порфир. Кога ручаше или вечераше, кујните, орманот, шпајзот, рибарницата и млекарницата на клубот му ја снабдуваа масата со своите сочни резерви. Слугите од клубот, строги луѓе во црна облека, обуени во чевли со ѓоновиот мек волнен штоф, го послужуваа во специјални порцелански садови и на прекрасни чаршафи од саксонско платно, неговото шери, неговото порто и неговиот клерет, измешани со канела, зачинска папрат и циметова кора, беа во уникатните кристални шишиња и чаши од клубот. Најпосле, мразот од клубот, мраз довезен со големи трошоци од американските езера, ги одржуваше неговите пјалаци во доволно свежа состојба. Ако некој што живее во вакви услови е ексцентричен, тогаш мора да се признае дека ексцентричноста е добра работа. Куќата на Севил Роу не беше раскошна, но се истакнуваше со бескрајната удобност. Впрочем, поради непроменливите навики на станарот, служењето во неа стануваше се полесно. Па сепак, Филеас Фок бараше од својот единствен слуга исклучителна точност и уредност. Тој ден, 2 октомври, Филеас Фок го имаше отпуштено Џејмс Форстер. Тоа момче сгреши што му донесе вода за бричење од 80 степени Фаренхајтови, место 86. И го очекуваше неговиот наследник, што требаше да се представи меѓу 11 и 11,5 часот. Филеас Фок седеше самоуверено на својата фотелја, со нозете доближени како кај војник на парада, со рацете потпрени на колената, со исправено тело, со подигната глава и го гледаше движењето на стрелката на зидниот часовник, сложена направа, што ги покажуваше часовите, минутите, секундите, деновите, датумите и годината. Кога ќе отчукаше 11,5 часот, господин Фок, според својата секојдневна навика, требаше да излезе од куќата и да отиде во Реформ клубот. Во тој момент некој тропна на вратата од малиот салон во кој се наоѓаше Филеас Фок. Се појави отпуштениот Џејмс Форстер. Новиот слуга, рече тој. Се појави едно момче на 30 години и поздрави. Вие сте французин и се викате Џон? Го праша Филеас Фок. Жан, ако му е по волја на господинот, одговори новодојдениот Жан Паспарту,
прекар што ми ја остана и што ја докажува мојата природна способност за снаоѓање. Мислам дека сум чесен човек, господине, но да бидам искрен, сум се занимавал со повеќе работи. Бев патувачки пејач, конјучар во еден циркус, изведував акробаци како леотар и танцував на јаже како блонден. Потоа станав наставник по гимнастика, за да ги искористам подобро своите способности и најпосле бев пожарникарски наредник во Париз. Во своето досие имам дури и познати пожари, но поминаа веќе 5 години откако ја напушти Франција и сакајќи да уживам во семејниот живот, работам како собар во Англија. Па бидејќи сега сум без работа, а дознав дека господин Филеас Фок е најточниот и најпостојаниот човек во Обединетото кралство, му се представувам на господинот со надеж дека овде ќе живеам мирно и ќе го заборавам дури името Паспарту. Паспарту ми се допаѓа, одговори джентлменот. Ми бевте препорачан. Имам добри известувања за вас. Познати ли ви се моите услови? Да, господине. Добро. Колку е часот кај вас? 11 часот и 22 минути, одговори Паспарту, вадејќи од длабочините на својата пазуварка еден огромен сребрен часовник. Доцните, рече господин Фок. Нека ми прости господинот, но тоа е невозможно. Доцните 4 минути, но не е важно. Доволно е само да ја утврдиме разликата. Значи, почнувајќи од овој момент, 11 часот и 29 минути предпладне, среда, 2 октомври 1872 година, вие сте во моја служба. Откако го рече ова, Филеас Фок стана, си ја зжеде шапката со левата рака, си ја стави со автоматско движење на главата и исчезна без да додаде ни збор. Паспарту ја слушна на дворешната врата како се затвори првпат. Тоа беше неговиот нов господар кој излегуваше. Потоа втор пат, тоа беше неговиот претходник, Джеймс Форстер, кој исто така заминуваше. Паспарту остана сам во куќата на Севил Роу. Паспарту е убеден дека најпосле го нашол својот идеал. Жими Вера, си рече Паспарту, сопрво малку збунет. Кај господја Тисо познавав исто толку живи добричици како мојот нов господар. Овде треба да кажеме дека добричиците на господја Тисо се фигури од восок, што се мошне посетувани во Лондон и на кои навистина им недостига самоспособност за зборување. Во неколкуте мига што ги помина со Филеас Фок, Паспарту брзо, но внимателно го испита својот иден господар. Тоа беше човек што можеше да има 40 години, со благородно и убаво лице, со висока става, што не ја наградуваше ни најмала дебелина, со руса коса и зулуфи, со мазно чело без никаква трага од брчки на слепоочниците. Се чинеше дека го има до највисок степен она што физиономистите го викаат смиреност во дејствувањето, заедничка особина на сите оние кои повеќе работат отколку што дигаат врева. Мирен, рамнодушен, со чисто око, со неподвижни клепки, тоа беше целосен тип на оние ладнокрвни англичани што се среќаваат мощне често во Обединетото кралство и чие малку академско држење прекрасно го наслика четката на Ангелика Кауфман. Виден во разни дејствија во својот живот, тој джентлмен оставаше впечаток на суштество со мощен здрав разум во сите постапки, добро урамнотежен, совршен како некој хронометар на Лероа или на Ерншоу. Навистина, Филеас Фок беше олицетворение на точноста, што се гледаше јасно од изразот на неговите нозе и раце, зашто кај луѓето, исто како и кај животните, и членовите се изразити органи на страста. Филеас Фок беше од оние математички точни луѓе кои никогаш не брзаат и секогаш се готови ги штедат своите чекори и своите движења. Не правеше ниту еден одвишен чекор бидејќи секогаш одеше по најкраткиот пат. Не губеше ниту еден поглед кон таванот, не си дозволуваше ниту едно залудно движење. Никогаш го нема видено возбуден и вознемирен. Тоа беше најбавниот човек на светот, но секогаш стигнуваше на време. Сепак разбирливо е тоа што живееше сам и така да се рече вон сите друштвени врски.
Знаеше дека во животот човек треба да одржува контакти, а бидејќи контактите значат задржување, не контактираше со никого. Што се однесува до Жан, наречен Паспарту, вистински парижанец од Париз. Веќе 5 години, откако живееше во Англија и работеше како собар во Лондон, залудно бараше господар кон кој ќе може да се приврзе. Паспарту воопшто не беше од оние фронтеновци или маскариловци кои со подигнатите рамена, со напречениот нос, со самоуверениот поглед и со ладните очи не се ништо друго, освен бесрамни никаквеци. Не. Паспарту беше добро момче, со пријатно лице, со малку издадени усни, секогаш готови за пробање или за милување. Кротко и усложно суштество, со една од оние добри тркалезни глави кои човек сака да ги гледа на рамената на пријателите. Имаше сини очи, светол тен, доволно дебело лице за да може самиот да ги види јаболката на образите, широки гради, цврста става, силни мускули и херкуловска сила што ја имаше извонредно развиена со вежбите на младост. Косата му беше кафеава и малку кадрава. Ако античките скулптори знаеле да ја наместат косата на Минерва на 18 начини, Паспарту знаеше само еден начин за уредување на својата. 3 поминување со чешелот и беше исчешлен. Најосновната предпазливост не дозволува човек да каже дали отворениот карактер на тоа момче ќе се согласи со карактерот на Филеас Фок. Дали Паспарту ќе биде сосем точен слуга каков што му требаше на неговиот господар? Тоа ќе го видиме само со искуството. Како што е познато, по доста немирната младост, тој копнееше за одмор. Кога слушна како ја фалат англиската методичност и пословичната джентлменска студенина, дојде да си ја побара среќата во Англија, но дотогаш среќата лошо го служеше. Никаде не можеше да остане подолго време. Работеше во 10 куќи. Во сите нив луѓето беа чудни, непостојани, авантуристи или скитачи, што веќе не можеше да му одговара на Паспарту. Неговиот последен господар, младиот лорд Лонгсфери, член на парламентот, по ноќите поминати во Ойстерс Румс на Хај Маркет, можна често се враќаше во станот на рамената на полицијата. Сакајќи пред се да може да го почитува својот господар, Паспарту се осмели да му пати неколку учтиви забелешки што беа лошо примени и тој го прекина служењето. Во меѓувреме, дозна дека благородниот господин Филеас Фок бара слуга. Се распраше за тој джентлмен. Човекот, чиј живот беше толку уреден, кој не спиеше на други места, не патуваше, никогаш не отсуствуваше од дома, дури ни за еден ден, можеше само да му одговара. Тој се представи и беше примен во околностите што ни се познати. Значи, кога отчука 11:30 часот, Паспарту остана сам во куќата на Севил Роу. Веднаш почна да ја прегледува куќата. Ја прошета од визбата до таванот. Таа чиста, уредна, строга, пуританска куќа, добро организирана за служба, му се допадна. Му се стори како убава куќичка на полжав, но куќичка осветлена и затоплена со газ, зашто тука јагленоводородот беше доволен за сите потреби на осветлувањето и греењето. Паспарту без мака ја најде на вториот кат собата што беше одредена за него. Му се допадна. Со помош на електрични звончиња и акустични цевки беше поврзана со просториите на приземјето и на првиот кат. Над каминот висеше електричен часовник што беше поврзан со часовникот во спалната на Филеас Фок. И двата апарата отчукуваа во ист миг иста секунда. Тоа ми се допаѓа, си рече со умот Паспарту. Во својата соба забележа и еден лист хартија залепен над зидниот часовник. Тоа беше програма за секојдневната служба. Таа ги содржеше сите подробности на службата, од 8 часот наутро, утврдениот час кога стануваше Филеас Фок до 11:30 часот, кога ја напушташе својата куќа за да отиде на ручек во реформ клубот, чај и печено месо во 8 часот и 23 минути, вода за бричење во 9 часот и 37 минути, чешлање во 20 минути до 10 часот и така натаму. Потоа, од 11:30 часот предпладне до полноќ, моментот кога методичниот джентлмен си легнуваше, се беше забележано, предвидено, уточнето. Паспарту почна со радост да размислува за таа програма и да учи напамет разни точки од неа.
Што се однесува до гардеробата на господинот, беше многу добро снабдена и извонредно средена. Секој панталони, секој костум или елек си имаше реден број на еден список за примање и издавање, што го прикажуваше датумот кога требаше тие лишта да се носат едно по едно во зависност од сезоната. Истиот ред важеше и за чевлите. Општо земено, во таа куќа на Севил Роу, што без друго била храм на неуредноста во времето на славниот, но немарен Шеридан, удобната покуќнина најавуваше благосостојба. Немаше библиотека, немаше книги кои би му биле непотребни на господин Фок, бидејќи реформ клубот му ставаше на располагање две библиотеки, едена посветена на убавата литература, другата на правото и на политиката. Во спалната имаше една каса со средна големина, изградена така што беше еднакво заштитена и од пожар и од кражба. Во куќата немаше никакво оружје, никакво орудие за лов или за војна. Се во неа покажуваше најмирољубиви навики. Откако го испита подробно тоа живеалиште, Паспарту си ги протри рацете. Широкото лице му расцвета и тој повтори весело. Ова ми одговара. Еве што е за мене. Господин Фок и јас ке се разбираме совршено. Човек домашар и уреден, вистинска машина. Па добро, не ми пречи да служам на една машина. Започнува разговор што може да го чини скапо Филеас Фок. Филеас Фок излезе од својата куќа на Севил Роу во 11:30 часот и откако ја стави 575 пати својата десна нога пред левата и 576 пати левата пред десната, стигна во реформ клубот, пространа градба, подигната во пелмел, чие градење чинеше најмалку 3 милиони. Филеас Фок веднаш отиде во трпезаријата, чии 9 прозорци беа свртени кон една убава градина со дрвја, што беа веќе позлатени од есента. Таму седна на вообичаената маса што беше сервирана за него. Ручекот му се состоеше од предјадење, варена риба зачинета со првокласен ридинг сос. Крваво црвено печено говецко месо, украсено и зачинето со печурки, колач полнет со стракови од ревени зелени рибизли, парче честерско сирење, сето тоа залеано со неколку шолји одличен чај, специјално набран за кујната на реформ клубот. Во 12 часот и 47 минути, джентлменот стана и се упати на кај големиот салон, раскошна просторија украсена со богато враменни слики. Таму еден слуга му даде неисцечен Таймс, што Филеас Фок го среди и го отвори со сигурност на раката што покажуваше голема вештина во таа тешка работа. Читањето на тој вестник го преокупира Филеас Фок до 3 часот и 45 минути, а на Стандард, што следуваше потоа, до вечерата. Овој оброк беше ист како ручекот, со додавање на кралски британски сос. Во 20 минути до 6 часот, джентлменот пак се појави во големиот салон и потона во читање на Morning Chronicle. Половина час подоцна влегоа разни членови на реформ клубот и се приближија до каминот во кој гореше јаглен. Тоа беа вообичаените партнери на господин Филеас Фок, страстни играчи на вист како него, инженерот Ендрю Стюарт, банкарите Џон Саливан и Семюел Фалентайн, пиварот Томас Фленеган, Готје Ралф, чиновник во англиската банка, богати и угледни личности, дури во тој клуб кој има меѓу своите членови и врвни индустријалци и финансиери. Па Ралф, праша Томас Фленеган. Докаде е работата со таа плячка? Па, одговори Ендрю Стюарт. Банката ќе ги загуби своите пари. Јас напротив се надевам дека ќе го фатиме сторителот на грабежот, рече Готје Ралф. Пратени се полициски инспектори, мошне вешти луѓе во Америка и во Европа, во сите главни пристаништа за товарење и растоварање и тој господин тешко ќе избега. Значи го имаат личниот опис на крадецот? Праша Ендрю Стюарт. Пред се, тоа не е крадец, одговори сериозно Готје Ралф. Како не е крадец оној што грабил 55.000 ливри во банкноти? Не, одговори Готје Ралф. Значи тоа е некој индустријалец? Рече Џон Саливан. Morning Chronicle тврди дека тоа е некој джентлмен.
Оној што го рече ова не беше никој друг, ами Филеас Фок, чија глава тогаш се појави од купот хартија што беше натрупана околу него. Истовремено Филеас Фок ги поздрави своите колеги кои му отпоздравија. Настанот за кој се зборуваше и за кој весниците во Обединетото кралство жестоко расправаа се случи 3 дни порано, на 29 септември. Еден сноп банкноти, што представуваше огромна сума од 55.000 ливри, беше земен од масата на главниот благајник на англиската банка. На оној што би се зачудил поради тоа што еден таков грабеж бил извршен толку лесно, подгувернерот Готјер Ралф се ограничуваше на тоа да му одговори дека во тој момент благајникот го забележувал примањето на 3 шилинга и 6 пенија и дека човекот не може се да гледа. Но овде треба да забележиме нешто што ќе го објасни подобро тој настан, а тоа е дека прекрасната установа Bank of England изгледа претерано се грижи за достоинството на публиката. Нема никакви стражари, никакви инвалиди, никакви решетки. Златото, среброто и банкнотите се слободно изложени, така да се рече на милоста на првиот човек што ќе дојде. Не смееше да се изрази сомневање во поглед на честноста на кој да е минувач. Еден од најдобрите проучувачи на англиските обичаи дури го раскажа следново. Во една сала на банката во која што се нашол, еден ден повтел да разгледа од поблиску една златна одливка тешка 7-8 ливри, што била изложена на масата на благајникот. Ја зел одливката, ја разгледал, му ја подал на својот сосед, оној на другиот, така што одливката, одејќи од рака в рака, стигнала дури до дното на еден мрачен ходник и дури по половина час била вратена на незиното место, а благајникот ниту ја подигнал главата. Но на 29 септември работите не се одвивале токму така. Снопот банкноти не бил вратен и кога величествениот часовник над салата за прием почнал да звони во 5 часот за затварање на канцелариите, англиската банка не можела да стори ништо друго освен да ги внесе 55.000 ливри на сметката на добивките и загубите. Откако кражбата беше испитана добро и правилно, беа пратени најснаодливи агенти, детективи во главните пристаништа во Ливерпул, Глазгов, Авр, Суец, Бриндизи, Њујорк и така натаму. Советување дека во случај на успех ќе добијат награда од 2000 ливри 5% од сумата што ќе биде најдена. Чекајќи ги известувањата што требаше да ги даде веднаш започнатата истрага, тие инспектори имаа задача совесно да ги наблюдуваат сите патници што пристигаа или заминуваа. И токму како што велеше Morning Chronicle, требаше да се претпостави дека сторителот на грабежот не и припаѓа на ниедна дружина на кратците во Англија. Тој ден, на 29 септември, бил забележан еден убаво облечен джентлмен со добро однесување и отмен изглед, како оди ваму таму низ салата за исплатување, каде што се случи кражбата. Истрагата успеа да го утврди доста точно описот на тој джентлмен и тој опис веднаш им беше испратен на сите детективи во Обединетото кралство и на континентот. Некои остроумни луѓе, меѓу кои спаѓаше и Готјер Ралф, мислеа дека постои основана надеж дека крадецот нема да избега. Како што може да се замисли, тој настан беше на дневниот ред во Лондон и во цела Англија. Дискутираа за него, заземаа став, за или против, веројатноста за успех на полицијата од метрополата. Значи не треба да се чудиме поради тоа што членовите на Реформ клубот го разгледуваа истото прашање, дотолку повеќе што меѓу нив се наоѓаше и еден од подгувернерите на банката. Уважениот Готјер Ралф не сакаше да се сомнева во резултатот од истрагата, сметајќи дека понудената награда особено ќе ја изостри ревноста и интелигенцијата на агентите. Но неговиот колега, Ендрю Стюарт, беше далеку од тоа да го дели неговото верување. Значи дискусијата продолжи меѓу джентлмените што седнаа на една маса за вист, Стюарт пред Фленеган, Фалентайн пред Филеас Фок. За време на играта, играчите не зборуваа, но меѓу два робера прекинатиот разговор продолжуваше уште пооживеано. Јас тврдам, рече Ендрю Стюарт, дека среќата е на страната на крадецот, кој е без друго вешт човек. Како да не? Одговори Ралф. Не постои ниедна земја во која би можел да се засолне. Ајде бре, па каде мислите да отиде? Одговори Ендрю Стюарт. Но најпосле, светов е доста голем.
Бил некогаш, рече полугласно Филеас Фок. Потоа додаде, покажувајќи му ги картите на Томас Фленеган. Вие сечете, господине. За време на Роберот дискусијата прекина, но наскоро Ендрю Стюарт ја продолжи велејки. Како тоа некогаш? Да не се смали у случајно Светов? Несомнено, одговори Готје Ралф. Јас го делам мислењето на господин Фок. Светов е смален бидејќи сега може да се обиколи 10 пати побрзо отколку пред 100 години. И токму тоа ќе ја забрза истрагата на случајот што не интересира. И ќе му го олесни бегството на крадецот. Вие треба да играте, господине Стюарт, рече Филеас Фок. Но недоверливиот Стюарт не беше убеден и откако заврши партијата рече: треба да се признае, господине Ралф, дека најдовте шеговит начин да кажете дека Светов се смалил, бидејќи сега може да се обиколи за 3 месеца. Само за 80 дена, рече Филеас Фок. Навистина, господа, додаде Џон Саливан. За 80 дена, откако е отворена делницата меѓу Ротал и Алахабад на големата индиска полуостровска железница. И еве ја пресметката што ја направи Morning Chronicle. Од Лондон до Суец преку Монсени и Бриндизи со железница и параброд 7 дена. Од Суец до Бомбај со параброд 13 дена. Од Бомбај до Калкута со железница 3 дена. Од Калкута до Хонг-Конг, Кина со параброд 13 дена. Од Хонг-Конг до Јокохама, Јапонија со параброд 6 дена. Од Јокохама до Сан Франциско со параброд 22 дена. Од Сан Франциско до Њујорк со железница 7 дена. Од Њујорк до Лондон со параброд и железница 9 дена, вкупно 80 дена. Да, 80 дена, извика Ендрю Стюарт, кој од невнимание пресече една главна карта, но без да се сметаат лошото време, спротивните ветрови, бродоломите, спајањата учените и така натаму. Се е пресметано, одговори Филеас Фок продолжувајќи да игра, зашто овој пат разговорот веќе не се обзираше на вистот. Дури и ако индусите или индијанците ги откорнат релсите, извика Ендрю Стюарт. Ако ги запрат возовите, ако ги оплячкаат вагоните, ако ги скалпираат патниците, се е пресметано, одговори Филеас Фок, кој додаде, спуштајќи ги своите карти. 2 главни адута. Ендрю Стюарт, на кого му беше редот да меша, ги собра картите и рече: теоретски имате право, господине Фок, но во практиката... И во практиката, господине Стюарт, би сакал да ве видам да го сторите тоа. Тоа зависи само од вас. Ајде да тргнеме заедно. Бог да ме чува, извика Стюарт. Но би се обложил за 4000 ливри дека едно такво патување под такви услови е невозможно. Напротив, мош невозможно е, одговори господин Фок. Па добро, изведете го. Пат околу светот за 80 дена? Да, ќе го сторам тоа. Кога? Веднаш. Тоа е лудост, извика Ендрю Стюарт, кој почна да се лути поради навалувањето на неговиот партнер. Ајде, подобро е да играме. Тогаш делете одново, одговори Филеас Фок. Зашто сгрешивте? Ендрю Стюарт пак ги зеде картите со растреперената рака, потоа одеднаш ги остави на масата и рече: добро, прифаќам, господине Фок. Да, се обложувам за 4000 ливри. Мил мој Стюарт, рече Фалентајн, смирете се, тоа не е сериозно. Кога велам, се обложувам, одговори Ендрю Стюарт. Тоа е секогаш сериозно. Нека биде така, рече господин Фок. Потоа, свртувајќи се кон своите колеги, додаде: имам 20.000 ливри вложени кај бреќата Беринг. Со задоволство ќе ги ризикувам. 20.000 ливри, извика Џон Саливан. 20.000 ливри што можете да ги загубите поради едно непредвидено доцнење. Нема ништо непредвидено, одговори едноставно Филеас Фок. Но, господине Фок, тие 80 дена се пресметани само како најкратко време.
И најкраткото време е доволно за се, ако е добро употребено. Но за да не го пречекори човек, треба математички да скока од возовите во парабродите и од парабродите во возовите. Ке скока математички. Тоа е шега. Еден добар англичанец никогаш не се шегува кога се работи за нешто толку сериозно како што е облогот, одговори Филеас Фок. Се обложувам за 20.000 ливри со секој што сака дека ќе го обиколам светот за 80 дена или за помалку, односно за 1920 часа или за 115.200 минути. Прифаќате ли? Прифаќаме, одговорија господата Стюарт, Фалентайн, Саливан, Фленеган и Ралф откако се договорија. Добро, рече господин Фок. Возот од Довер тргнува во 8 часот и 45 минути. Ке го фатам. Уште вечерва? Праша Стюарт. Уште вечерва, одговори Филеас Фок. Значи додаде тој, погледнувајќи во џебниот календар. Бидејќи денеска е среда, 2 октомври, треба да се вратам во Лондон во истиот салон на Реформ клубот в сабота на 21 декември во 8 часот и 45 минути вечерта, зашто инаку 20.000 ливри, што сега се вложени на мојата сметка кај бреќата Беринг, фактички и правно ќе ви припаднат вам, господа. Еве чек на таа сума. Веднаш составија записник за облогот и го потпишаа сите 6 мина заинтересирани. Филеас Фок остана ладен. Тој сигурно не се обложи за да добие, а тие 20.000 ливри што представуваа 1/2 од неговиот имот, ги вложи затоа што предвидуваше дека другата половина ќе треба да ја потроши за да го изведе тој тежок, да не речеме неизведлив план. Што се однесува до неговите противници, изгледаа возбудени, не поради вредноста на облогот, ами затоа што на известен начин се прекоруваа поради тоа што се бореа под такви услови. Тогаш отчука 7 часот. Му понудија на господин Фок да го прекинат вистот за да може тој да се подготви за заминувањето. Јас сум секогаш готов, одговори тој ладнокрвен джентлмен и делејќи ги картите рече: Свртувам каро. Вие играте, господине Стюарт. Филеас Фок го вчудовидува својот слуга Паспарту. Во 7 часот и 25 минути, откако доби 20 гвинејна вист, Филеас Фок се збогува со своите уважени колеги и го напушти Реформ клубот. Во 7 часот и 50 минути ја отвори вратата од својата куќа и влезе дома. Паспарту, кој совесно ја проучи својата програма, беше доста изненаден кога го виде господин Фок како ја изневерува својата точност и се појавува во тој необичен час. Според бележникот, станарот од Севил Роу требаше да се врати точно на полноќ. Филеас Фок прво се качи во својата соба, а потоа викна: Паспарту. Паспарту не одговори. Тој повик не можеше да се однесува на него, не беше таков час. Паспарту, повтори господин Фок без да го повиши гласот. Паспарту се појави. Втор пат ве викам, рече господин Фок. Но не е полноќ, одговори Паспарту со часовникот в рака. Знам, рече Филеас Фок, и не ве прекорувам. По 10 минути заминуваме за Довер и Кале. На тркалезното лице на французинот се отцрта еден вид гримаса. Беше очигледно дека не слушнал добро. Господинот ќе патува? Праша тој. Да, одговори Филеас Фок. Одиме на пат околу светот. Ококорените очи, подигнатите клепки и веги, отпуштените раце и папсаното тело на Паспарту тогаш ги оттаваа сите знаци на чудење што одеше до чудо невиденост. Пат околу светот, промрморе тој. За 80 дена, одговори господин Фок. Значи немаме ни миг за губење. А сандаците за пат, рече Паспарту, чија глава несвесно се вртеше лево-десно. Без сандаци, само една ноќна торба, во неја 2 волнени кошули, 3 рала чорапи. Толку и за вас. Ќе купуваме патем. Симнете ми ги кабаницата и патничката покривка. Обујте добри чевли. Впрочем, пешки ќе одиме малку или воопшто нема да одиме. Ајде. Паспарту повте да одговори. Не смогна. Излезе од собата на господин Фок, се качи во својата.
падна на еден стол и изговори една мощна проста изрека од својот крај. Ах, тоа е претерано, а јас сакав да бидам мирен. И несвесно почна да се подготвува за заминување. Пат околу светот за 80 дена, да не си има работа со лудак, не, да не се шегува, одат за довер, добро, за кале, така нека биде. Најпосле тоа не можеше многу да го налути доброто момче кое веќе 5 години немаше стапнато на почвата на својата татковина. Може би ќе отида дуи до Париз и Жими вера, тој со задоволство пак би го видел големиот главен град. Па еден джентлмен што е толку многу скржав во чекорите сигурно ќе запре таму. Да, несомнено. Но тој джентлмен кој до тогаш беше толкав домашар, исто така може и да замине, да отпатува. Во 8 часот паспорту ја имаше подготвено скрбната торба во која беа сместени неговите алишта и алиштата на неговиот господар. Потоа, се уште вознемирен, излезе од својата соба. Внимателно ја затвори вратата зад себе и му се придружи на господин Фок. Господин Фок беше готов. Под мишка го држеше бречуловиот континентален железнички и парабродски општ водач, што требаше да му ги даде сите неопходни известувања за неговото патување. Тој ја зеде торбата од рацете на паспорту, ја отвори и спушти во неа еден дебел сноп од оние убави банкноти што важат во сите земји. Ништо ли не заборавивте? Праша тој. Ништо, господине. Мојата кабаница и покривката? Еве ги. Добро, земете ја торбава. Господин Фок му ја даде торбата на паспорту. И чувајте ја добро, додаде. Внатре има 20.000 ливри. Торбата за малку не падна од рацете на паспорту. Не баре 20.000 ливри беа во злато и многу тежеа. Тогаш господарот и слугата слегува и ја заклучија 2 пати на дворешната врата. На крајот на Севил Роу имаше една станица за коли. Филеас Фок и неговиот слуга се качија на една кола што тргна брзо на кај станицата Черинг Крос, со која завршуваше еден крак на југоисточната железница. Во 8 часот и 20 минути колата сопре пред железната ограда на станицата. Паспорту скокна на земи. Неговиот господар го стори истото и му плати на кучијашот. Во тој момент една кутра питачка со дете в раце, боса во калта, со искината шапка на главата од која висеше еден тажен пердув, со искинат шал над парталите, му се приближи на господин Фок и му побара милостина. Господин Фок ги извади од джебот 20 тегвинеи што ги доби на вист и ги подаде на питачката и рече: Еве, добра жено, задоволен сум што ве сретнав. Потоа го продолжи патот. Паспорту почувствува нешто влажно околу очите. Неговиот господар направи чекор во неговото срце. Господин Фок и тој веднаш влегува во големата чекалница на станицата. Таму Филеас Фок му нареди на паспорту да купи 2 карти од прва класа за Париз. Потоа, свртувајќи се, ги забележа своите 5 колеги од реформ клубот. Господа, јас тргнувам, рече тој. А различните визи внесени во еден паспорт, што го носам за таа цел, ќе ви овозможат да извршите контрола на мојот пат кога ќе се вратам. О, господине Фок, одговори учтиво Готи Ралф. Тоа не е потребно. Ние ќе се потпреме на вашата джентлменска чест. Така е уште подобро, рече господин Фок. Да не заборавивте дека треба да се вратите, забележа Ендрю Стюарт. По 80 дена, одговори господин Фок. В сабота, на 21 декември 1872 година, во 8 часот и 45 минути вечерта. До гледање, господа. Во 8 часот и 40 минути Филеас Фок и неговиот слуга седнаа на своите места во заедничкото купе. Во 8 часот и 45 минути одекна свиреш и возот тргна. Ноќта беше мрачна, врнеше ситен дожд. Филеас Фок, облегнат во својот агол, не зборуваше ништо. Паспорту се уште вчудовиден, несвесно ја стегаше до себе торбата со банкнотите. Но возот го немаше минато Сајденхем, кога паспорту испушти еден вистински крик на очај. Што ви е? Праша господин Фок. Јас во своето брзање, во збунетоста, заборавив. Што? Да ја затворам славината за газ во мојата соба. Па добро, момче, одговори ладно господин Фок. Тој гори на ваша сметка. На лондонскиот пазар се појавува една нова вредност.
Кога го напушташе Лондон, Филеас Фок сигурно воопшто не насетуваше колкав одек ќе предизвика неговото заминување. Веста за облогот најнапред се прошири во реформ клубот и предизвика вистинска возбуда меѓу членовите на уважениот круг. Потоа, од клубот, таа возбуда се пренесе преку репортерите до весниците, а преку весниците до јавноста во Лондон и во целото Обединето кралство. Тоа прашање за патот околу светот беше коментирано, дискутирано и испитувано со толкова страст и жестина, не баре се работеше за некоја нова афера за Алабама. Едини беа на страната на Филеас Фок, други, кои наскоро станаа забележливо мнозинство, се изјаснуваа против него. Да се изведе тој пат околу светот, поинаку отколку теоретски на хартија, за толку кратко време. Со превозните средства што беа во употреба тогаш, не беше само невозможно, ами и безумно. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle и 20 други весници со голем публицитет се изјаснија против господин Фок. Само Daily Telegraph го поддржуваше во известна мера. Општо земено, Филеас Фок го сметаа за манијак, лудак, и неговите колеги од реформ клубот беа кудени поради тоа што го прифатија тој облог, што укажуваше на ослабените душевни способности на неговиот иницијатор. За тоа прашање се појавија претерано страсни, но логични написи. Познато е колкав интерес предизвикува во Англија се што се однесува на географијата. Затоа немаше ниту еден читател, макар на која класа и да ја припаѓаше, што не ги голташе колоните посветени на случајот на Филеас Фок. Во првите денови некои смели духови, главно жени, беа за него, особено кога Illustrated London News го објави неговиот портрет направен според фотографијата што се наоѓаше во архивата на реформ клубот. Некои джентлмени се осмелија да речат: најпосле зошто да не, сме видели понеобични работи. Тоа беа особено читателите на Daily Telegraph, но наскоро се почувствува дека и тој весник почна да попушта. Навистина, на 7 октомври се појави еден долг напис во билтенот на Кралското географско друштво. Тој го разгледуваше прашањето од сите гледни точки и јасно ја докажа безумноста на тој потфат. Според тој напис, се беше против патникот, и човечките пречки, и природните пречки. За да успее тој план, требаше да се предпостави чудесно совпаѓање на часовите на тргнувањето и пристигнувањето. Совпаѓање какво што не постоеше и не можеше да постои. Во крајен случај, во Европа, каде што се работи за патишта со средна должина, може да се смета на пристигање на возовите во одредениот час. Но кога се сметаат 3 дена за минување низ Индија и 7 дена за минување низ Соединетите држави, дали решавањето на еден таков проблем може да се засновува врз нивната точност? А незгодите со машините, испаѓањата од шините, судирите, лошото време, снежните намети, зар сето тоа не беше против Филеас Фок? Зар парабродите зиме не се препуштени на милоста и немилоста на ветровите и маглите? Зар ретко се случува и најбрзите бродови од преку океанските линии да доцнат по 2-3 дена? А беше доволно едно задоцнување, само едно, па да дојде до непоправливо прекипнување на синџирот на врските. Ако Филеас Фок го пропушти макар само за неколку часа за минувањето на некој параброд, ќе биде принуден да го чека следниот параброд и со самото тоа неговото патување неповратно ќе пропадне. Написот предизвика голема врева. Речиси сите весници го пренесоа и акциите на Филеас Фок многу паднаа. Во првите денови по заминувањето на джентлменот се склучуваа важни работи за изгледите на неговиот потфат. Познато е дека во Англија оние што се обложуваат се поинтелигентни и повозвишени од оние што играат карти. Обложувањето е составен дел на англискиот темперамент. И така беа направени значителни облози за и против Филеас Фок не само меѓу разни членови на реформ клубот, ами и меѓу граѓанските маси. Филеас Фок беше запишан како некој тркачки коњ во еден вид родословие на коњи. Го направија берзанска вредност, која вредеше, и доби свое место на лондонскиот пазар. Го бара, го нудеа Филеас Фок што растеше или паѓаше и беа склучени огромни работи. Но 5 дена по неговото заминување, по написот во билтенот на географското друштво, понудите почнаа да се зголемуваат. Филеас Фок падна. Го нудеа на снопови. Прво го земаа по 5, потоа по 10, а сега само по 20, по 50, по 100. Му остана само еден приврзаник. Тоа беше стариот улогавец лорд Албермел. Уважениот джентлмен, закован за својата фотелја.
Ќе го дадеше сето свое богатство да можеше да тргне на пат околу светот, па дури за 10 години, и се обложи за 5000 ливри во корист на Филеас Фок. А кога покрај безумноста на тој план му укажува и на неговата бескорисност, тој се задоволи само со тоа што рече. Ако работата е остварлива, добро би било прв да ја оствари еден англичанец. Значи работата дојде до таму што бројот на приврзениците на Филеас Фок се повеќе и повеќе се намалуваше. Сите станаа против него, и тоа со право. Веќе го земаа само по 150 и по 200 спрема 1, кога 7 дена по неговото заминување, еден сосем неочекуван настан придонесе да престанат воопшто да го земаат. Сушност, тој ден, во 9 часот вечерта, управникот на престолнинската полиција прими една телеграма составена вака: Суец за Лондон, за Ровен, управник на полицијата, Централна управа, плоштад Скотланд. Го следам ограбувачот на банката, Филеас Фок. Веднаш пратете налог за апсење во Бомбај, Англиска Индија. Фикс, детектив. Ова телеграма постигна мигновен резултат. Уважениот джентлмен исчезна за да му го отстапи местото на крадецот на банкнотите. Неговата фотографија што се наоѓаше во реформ клубот заедно со фотографиите на сите негови колеги беше опстојно проучена. Таа го одразуваше во сите црти човекот чиј опис го даде истрагата. Се сетија дека во животот на Филеас Фок имаше таинственост, неговата осаменост, неговото нагло заминување и стана очигледно дека таа личност под изговор дека патува околу светот и обложувајќи се безумно, немаше никаква друга цел освен да ги залаше агентите на англиската полиција. Агентот Фикс покажува сосем оправдана нестрпливост. Еве во какви околности беше пратена таа телеграма што се однесуваше на господин Филеас Фок. Во средата, на 9 октомври, околу 11 часот претпладне во Суец го чекаа параброд од Монголија на полуостровската источната компанија. Железен параброд со елиса и со горна палуба, со носивост од 2800 тони и со јачина од 500 конјски сили. Монголија редовно се обраќаше од Бриндизи за Бомбај низ Суетскиот канал. Тоа беше еден од најбрзите бродови на компанијата и секогаш ја надминуваше пропишаната брзина од 10 милји на час меѓу Бриндизи и Суец и 9 милји и 53 стотинки меѓу Суец и Бомбај. Чекајќи го пристигнувањето на Монголија, двајцата мажи се шетаа на кеот сред толпата домородци и странци што запираат во тој град, до неодамна паланка на кој големото дело на господин Лесепс му обезбедува значајна иднина. Едниот од тие двајца луѓе беше конзуларниот агент на Обединетото кралство со седиште во Суец, кој и покрај неповолните прогнози на британската влада и злокобните претскажувања на инженер Стефенсон, секојдневно ги наблюдуваше англиските бродови што минуваа низ тој канал, скратувајќи го на тој начин за една половина поранешниот пат од Англија за Индија околу носот Добра Надеж. Другиот беше еден низок и слаб човек со доста интелигентно лице. Нервозен, чии мускули на вегите се грчеа со забележлива упорност. Низ неговите долги трепки блескаше мощно живеано око, чиј пламен умееше да го згасне со својата волја. Во тој момент оддаваше известни знаци на нестрпливост и не можејќи да се задржи на едно место, одеше ваму-таму. Тој човек се викаше Фикс и беше еден од оние детективи или агенти на англиската полиција што беа пратени во разни пристаништа по извршениот грабеж во англиската банка. Тој Фикс требаше со најголемо внимание да ги надгледува сите патници што минуваа низ Суец и ако некој од нив му се стори сомнителен, да го следи чекајќи налог за апсење. Точно пред 2 дена тој го доби од управникот на престолнинската полиција описот на човекот за кој се претпоставуваше дека го извршил грабежот. Тоа беше описот на она отмена и добро облечена личност што беше видена во салата за исплати на банката. Значи, очигледно мощно привлечен од големината на ветената награда во случај на успех, детективот го чекаше со разбирлива нестрпливост пристигањето на Монголија. И велите, господин конзуле, праша тој втор пат, дека тој брод не може да доцни? Не, господине Фикс, одговори конзулот. Вчера бил забележен на морската шир пред Порсаид, а 160 километри низ каналот не представуваат ништо за еден таков брод. Ви повторувам дека Монголија секогаш ја добиваше наградата од 25 ливри, што му ја даваа владата на секој брод што ќе пристигне за 24 часа порано од утврденото време.
Тој параброд доаѓа директно од Бриндизи? Праша Фикс. Точно од Бриндизи, каде што ја зел поштата за Индија. Од Бриндизи што го напуштил во саботата во 5 часот вечерта. Значи бидете стрплив, наскоро ќе пристигне. Но јас навистина не знам како ќе можете да го познаете вашиот човек според описот што сте го добиле, ако е на Монголија. Господин конзуле, одговори Фикс, таквите луѓе човек повеќе ги надушкува отколку што ги познава. Затоа треба да има добар нос, а добриот нос е како некое посебно сетило во кое се задружени слухот, видот и мирисот. Во својот живот сум уапсил повеќе од еден таков джентлмен и ви гарантирам дека мојот кралец, само ако биде на бродот, нема да ми избега од рацете. И јас го сакам тоа, господине Фикс, зашто се работи за голем грабеж. Величествен грабеж, одговори одушевено агентот. 55.000 ливри. Немаме често таква среќа. Крадците стануваат ситни. Расата на Шепард избледува. Сега си дозволуваат да бидат обесени за неколку шилинга. Господине Фикс, рече конзулот, вие зборувате така што навистина ви пожелувам да успеете, но ви повторувам, во условите во кои што се наоѓате, се плашам дека тоа ќе биде тешко. Вие добро знаете дека според описот што сте го добиле, тој крадец сосем личи на некој чесен човек. Господине конзуле, одговори решително полицискиот инспектор, големите крадци секогаш личат на чесни луѓе. Сваќате дека оние што имаат лице на никаквец мораат да се определат да останат чесни, зашто инаку веднаш би ги фатиле. Токму честните лица треба посебно строго да се надгледуваат. Признавам дека тоа е тешка работа која веќе не представува занает, ами уметност. Се гледа дека споменатиот Фикс се одликуваше со известна доза на самољубие. За тоа време кејот малку по малку оживуваше. Пристигна морнари од разни националности, трговци, посредници, носачи и феласи. Пристигањето на парабродот очигледно наближуваше. Времето беше доста убаво, но поради сточниот ветар воздухот беше студен. Неколку минариња се оцртуваа над градот под бледите зраци на сонцето. Кон југ се протегаше како река преку Суетското пристаниште еден насип долг 2000 метри. На површината на Црвено море се нишаа повеќе рибарски и крајбрежни бродови, од кои некој го има зачувано во својот изглед елегантниот облик на античките галии. Кружејќи низ тој народ, Фикс, според својата професионална навика, ги испитуваше со брз поглед минувачите. Тогаш беше 10:30 часот. Зар тој параброд нема да пристигне? Извика тој кога го чу отчукувањето на пристанишниот часовник. Не може да биде далеку, одговори конзулот. Колку време ќе остане во Суец? Праша Фикс. 4 часа. Толку време му треба за да товари јаглен. Се смета дека од Суец до Аден, на другиот крај на Црвено море, има 1310 милји, па треба да се снабди со гориво. А од Суец тој брод оди директно за Бомбај? Праша Фикс. Директно, без запирање. Добро, рече Фикс. Ако крадецот тргнал по тој пат и со тој брод, без друго планира да слезе во Суец за да стигне по некој друг пат до холандските или француските поседи во Азија. Тој сигурно добро знае дека нема да биде безбеден во Индија која е англиска земја. Освен ако е некој многу храбар човек, одговори конзулот. Вие знаете дека еден англиски криминалец секогаш е подобро скриен во Лондон отколку што би бил во странство. По оваа реченица, што го натера агентот да се подзамисли, конзулот се врати во своето биро што се наоѓаше недалеку. Полицискиот инспектор остана сам, обземен од нервозна нестрпливост, со она доста необично предчувство дека неговиот крадец без друго се наоѓа на бродот Монголија. И навистина, ако тој никаквец ја напуштил Англија со намера да стигне во новиот свет, мораше да му даде предност на патот за Индија, што е помалку надгледуван или потежок за надгледување од они преку Атлантикот. Фикс немаше долго време за вакво размислување. Силните свирежи го најавија пристигањето на парабродот. Цела орда носачи и феласи се вдаде на кајкејот во метеж што беше малку опасен за рацете, носете и лиштата на патниците. 10 чамци се одвоија од брегот и тргнаа во пресрет на Монголија. Наскоро го забележаа джиновскиот труп на Монголија што минуваше меѓу бродовите на каналот и кога отчука 11 часот, парабродот се закотви во пристаништето, испуштајќи низ одводните цевки пара што создаваше силен шум. На бродот имаше голем број патници.
Некои останаа на горната палуба да ја набљудуваат живописната панорама на градот, но повеќето влегоа во чамците што пристанаа крај Монголија. Фикс совесно ги набљудуваше сите оние што слегуваа на копното. Во тој момент, еден од нив му прииде, откако ги оттурна силно феласите што го псипа со своите понуди за услуга и го праша можно учтиво дали може да му го покаже бирото на англискиот конзуларен агент. И истовремено патникот му покажа еден паспорт на кој несомнено сакаше да му стават британска виза. Фикс инстинктивно го зеде паспортот и со брз поглед го прочита личниот опис. За малку ќе направеше едно неволно движење. Листот му затрепери во раката. Описот во паспортот беше ист како оно што тој го доби од управникот на престолнинската полиција. Паспортов не е ваш? Му рече на патникот. Не, одговори овој. Тоа е паспортот на мојот господар. А вашиот господар? Остана на бродот. Но треба лично да дојде во бирото на конзулатот, за да го докаже својот идентитет, рече агентот. Што? Зар е неопходно тоа? Неизбежно е. А каде е бирото? Онаму, наголот на плоштадот. Одговори инспекторот покажувајќи една куќа оддалечена околу 200 чекори. Тогаш ќе одам да го викнам својот господар, на кого меѓутоа воопшто нема да му се допадне тоа вознемирување. Потоа патникот го поздрави Фикс и се врати на парабродот.